Благодарам, подпредседателе. Почитуван колега Димовски, точно ние ветивме подобар живот и се што прави владата и ова парламентарно мнозинство се однесува на подобрување на условите за живот на граѓаните. А животот на граѓаните се одвива токму во општините, во локалните самоуправи, локалните единици. Ако општините се заглавени во долгови, тогаш како да им го подобриме животот и да им ги испорачаме на граѓаните, односно да им се испорачаат основните потреби? Ребалансот се прави примарно со цел да им се помогне на општините. Наследените обврски кај буџетските корисници, односно носителите на централната власт, се намалени од 5,1 милиарда на 1,5 милиарди за помалку од една година. Сега им се помага на општините со 3 милиарди евра. Нормално, кај најголемиот дел од општините станува збор за стари наследени долгови. Не е важно кој ги направил тие долгови. Важно е дека тука живеат граѓаните, тука ги остваруваат своите основни потреби. Ево, бидејќи вие многу интересно, сликовито ги поставувате, работите во вашите дискусии, јас ќе ве прашам вака. Почитуван колега Димовски, ако вие дома се гушите во долгови, ако ви е исклучена електричната енергија, независно кој го направил тој долг, дали вие, дали вашите родители, вашите роднини, живеете во тој дом, вие ќе купите нов тепих, ќе купите нова куња или ќе исплатите долговите и ќе ја пуштите електричната енергија која што ви е исклучена. Со ова што го прави владата, сметам дека е навистина добро. Всушност, таа помага да општините почнат на некој начин од одредена позиција да може да креираат развојни буџети. Но она што е важно, како што и сам знаете, на дневен ред е и закон со кој што ќе се регулира и ќе се постават правила како да се креираат идните буџети на општините, за да ова што претходно се правело, независно кој го правел, не се повторува. Во однос на она што велите дека парите кои што ќе се дадат за да се раздолжат општините, што мислите вие, каде ќе одат тие пари? Тие пари повторно ќе одат кај стопански субјекти кои треба и понатаму да работат и да ја развиваат економијата. Значи, се си е, како што самите рековте вие, сврзани садови. Едно со друго е поврзано. Но најважно е да запамтиме и да знаеме дека се што се прави и се што е направено е во интерес на граѓаните. Ви благодарам.